Дали попречниот профил на патот ќе повториме грешка и ќе го односно ќе го модифицираме или ќе го користиме она што ни е предвидено со прописи. Што значи тоа? Дали ќе одиме како за автопат со ширина 3,75 на возните ленти, лента за запирање 2,50 или ќе правиме некои модификации. Знаете, ќе ни дојде поевтино ако ја намалиме лентата за запирање од 2,5 на 2 метра, ако наместо рабни ленти од по 50 сантиметри од двете страни ние ставиме на едната 50, на другата 20 и така натаму, ако место 3,75 скратиме на 3,50, понатаму. Многу е важно за која брзина ќе ги проектираме тие патишта и ќе ги изградиме на крајот. Например, Кичево Охрид, не знам дали знаете, таму имаше делници кога беше магистрален пат каде што беше дозволено 100 км на час. Ние сега го проектираме тоа за автопат со брзина од 110 км на час. За Кичево Охрид зборите? Да, за Кичево Охрид говорам. Исто ме интересира што е во договорот, да кажеме, и што се планира за овие 4 најавени делници, која ќе биде пресметковната брзина, која што ќе биде дозволена понатаму за основа на која што ќе се проектира и ќе биде дозволена нели понатаму да се вози по тој пат. Тоа навистина е интересно и од аспект на услуга што ќе им ја овозможи на граѓаните. Да се вратам на почетокот, вие рековте, зошто да плаќам патарина ако возам по автопат, каде што ако возам 85, ќе ме снимат на радар и ќе ме казнат.